почитуван заменик министер. Јас ќе кажам неколку бројки и ќе се вратам, ќе пробам да ја вратам дискусијата и дебатата на она што е точка на дневен ред, буџетот на Република Македонија, кој што е отприлика околу 3 милиарди евра, кој што треба да е основа за идното движење на Република Македонија во 2014 година. Буџет кој што отприлика 2 милиарди и 600 милиони евра планира предлагачот на во овој предлог буџет да собере, а околу 2 милиарди и 900 милиони евра треба да потроши, што значи околу 300 милиони евра помалку ќе се соберат отколку што ќе се потрошат, и тоа е знак на односот на владата како се однесува кон средствата на Република Македонија и кон иднината на младите генерации во Република Македонија, затоа што овој дефицит од околу 300 милиони евра, 3,5% како што вели министерот во неговото експозе за буџетот, за предлог буџетот, дека ќе бидат обезбедени со позајмување, односно со кредити од внатрешни и странски инвеститори, односно банки или инвестициски куќи, така да сметам дека од овој буџет, колку и да е, мал или голем, треба да има еден дел од овие средства и за граѓаните, кои што ние ги представуваме како пратеници во ова собрание на Република Македонија. Еден дел од овие средства, како и обично, се планира да се потрошат за плати и придонеси на сите вработени во администрацијата во Република Македонија, тоа се околу 400 милиони евра. Еден дел, околу 370 милиони евра, вели предлагачот на буџетот дека ќе бидат потрошени за капитални инвестиции, тоест за инвестиции кои што треба да донесат развој на Република Македонија, на вкупното стопанство во Република Македонија. Како што вели министерот во предлогот, вели дека овој буџет е развоен буџет, да се надеваме дека е така, но од она што досега сме го имале во Република Македонија од изминатите буџети не било така и не било многу инвестирано во развојот. Тоа се гледа и од структурата, односно од инфраструктурните проекти кои што се сега на користење на граѓаните на Република Македонија, патната инфраструктура, железничката инфраструктура, бидејќи немаме пристаништа, немаме море, нема таму што да се инвестира и нема потреба за инвестиции, но во овој дел барем требаше малку повеќе да се инвестира, за да можат оние средства што владата ги планира и што ги троши во изминативе години од кога сум јас тука дел од ова собрание, гледам дека премногу средства троши владата во делот на промоција на економските политики и на поволностите кои што, како што вика владата, за инвестирање, за привлекување на странски инвеститори во Република Македонија, но основата за тие странски инвеститори не е уште на тоа ниво на кое што треба да биде. Значи, патната инфраструктура ни е во катастрофална состојба, железничката да не разговараме, фала Богу, дојде моментот и го дадовме, и аеродромите ги дадовме на концесија, таму нешто е подобрена ситуацијата, но има уште многу да се вложува. Има многу да се вложува и заради тоа мислам дека треба во тој правец владата и ова собрание да дадат максимум да најголем дел од овие средства не да бидат потрошени за промоција, како што вика за економска промоција на владата, туку за економско заздравување на државата во делот на инфраструктурните проекти. Морам да споменам, кога сум веќе тука кај буџетот и кај прибирањето на средства за овој буџет, реков околу 2 милиарди и 600 милиони евра планира да прибере државата во буџетот, од кои што околу 30 милиони евра треба да се приберат, така вели во буџетот, во предлог буџетот, владата од глоби и казни од граѓаните на Република Македонија. Кога сум веќе тука, морам да кажам дека ваквата политика на однесување на владата, на Управата за јавни приходи и на сиот апарат
кој што треба да ги прибере овие средства во буџетот на Република Македонија е катастрофален по граѓаните на Република Македонија, заради тоа што точно во моето место од Струга, од кај што доаѓам, заради едно вакво недоразбирање на еден локален инспектор со даночните обврзници, почина еден човек. Од моето населено место почина еден човек од инфаркт, од возбуденост, заради тоа што немаше разбирање со инспекторите кои што идат на контрола, кои што се принудени и мора се присилени да наплаќаат, да казнуваат, имало или немало основа за казнување да казнуваат. Тоа не е политика која што треба да е одлика на граѓаните на Република Македонија, нити на оваа влада, и затоа сметам дека не е тоа во ред и понатаму да се однесуваат вака тие кои што се задолжени да водат контрола, да водат сметка за прибирање на средствата од даночните обврзници, но не по секоја цена да мора да бидат натерани да казнуваат, за да може ова бројка од 30 милиони евра да биде исполнета и да биде дел од средствата кои што треба да влезат во буџетот. Тоа е една работа. Втора работа, почитувани колеги пратеници, почитувани граѓани, значи, ако бил овај буџет развоен, ако министерот Ставрески побара поддршка од сите пратеници кои што беа присутни, од сите кои што се дел од оваа собрание, зашто не најдоа за сходно во делот на амандманската расправа на комисијата за буџет, барем дел од овие наши предлози, амандмани од страна од опозицијата, кои што исто така се предлози за подобрување на инфраструктурата, за подобрување на состојбите на живење на граѓаните од кај што доаѓаме ние, како пратеници, како, например, од Струга. Еве, јас сум пратеник од Струга, од Струшкиот регион, доаѓам, имаше амандмани за дислокација или за регулирање на депонијата, која што е на само 500 метри, не цели 500 метри до центарот на градот Струга, а имаме градска депонија која што навистина е опасност во иднина за кратко време, ќе биде сериозна опасност за градот. А едно туристичко место во кое што очекуваме и велиме дека ќе градиме иднина и се очекуваме туристи да ни доаѓаат. Како ќе доаѓаат кога депонијата ни е на не цели 500 метри од градот? Имаме амандмани поднесени за изградба на еден затворен базен кој што е руина, кој што е затворен, кој што е гнездо на наркомани и не знам какви собиралиште на не знам какви луѓе, а за малку средства можеше да се изгради. Зашто едно амандмани поднесени за населено место кое што Лавуништа, кое што брои 8.000 и повеќе 10.000 жители, да се соочува со проблемот со вода за пиење, Октиси со канализација, канализациона мрежа, Боровец, Подгорци, Маврово, Ростуше и така натаму, сите, Цветово, вода за пиење, 4 милиони амандман за вода за пиење, да немало средства. Ние разговараме овде сега, колегите зборуваат за не знам какви субвенции, за не знам колку пари. Колеги пратеници, околните држави околу нас, милиони евра и илјадници километри автопатишта изградиле. Тие веќе не разговараат за вакви работи. Тие веќе ги сите законски услови и предуслови ги исполниле и тие субвенции добиваат во најголема мера од европските фондови. Од Брисел добиваат, огромни милиарди евра добиваат средства. Ние се уште се занимаваме со банални работи овде, со обични, не знам, се уште трошиме пари за најневажни работи за граѓаните, како Скопје да е цела Македонија, како да е во Скопје. Почитувани колеги пратеници, и Лавуништа, и Подгорци, и Дебар. Дебар, одете, поминете да видите каква е ситуацијата со одроните сега. Баравме 20 милиони, 40 милиони денари за изградба за поставување на заштитни мрежи. Баравме 5 милиони денари. Во минатата година беше прифатен еден амандман за населено место Ростуше за
реконструкција на водоводната мрежа во населеното место во која што има се уште азбестни цевки кои што предизвикуваат канцер на граѓаните, ние немаме средства. Не беше искористен тој амандман, не беше реализиран тој амандман, сега оваа година повторно не беше прифатен. Нити беше предложен од страна на предлагачот, нити беше прифатен од страна на членовите на комисијата. Дури и некои од колегите, од колешките пратеници кои што се членови на комисијата и сакаат и да манипулираат се уште со граѓаните, дека наводно бил објавен тендер, дека ќе били избрани изведувачи и така натаму. Тоа е срамота, тоа е греота. Навистина нема смисла да се манипулира се уште со граѓаните, со вакви огромни бројки, со вакви цифри кои што треба да бидат дел од буџетот, кои што треба да бидат дел од средствата со кои што треба да се задоволат потребите на граѓаните, ние се да манипулираме, а имаме средства колку што сакаме, милиони евра, милиарди денари да трошиме за непродуктивни работи. Тоа не е во ред. И овие граѓани сите живеат во Република Македонија. Сите. Сите. И Цветово, и Велебардо, и Подгорци, и Лабуништа, и Боровец се во Република Македонија. Не е само Скопје. Затоа мислам дека треба малку повеќе да се посвети внимание на сето ова. Инаку, јас како пратеник во Собранието на Република Македонија по трет пат, ова е четврти пат, предлагаме скоро исти амандмани, предлагаме скоро за истите населени места, истите проблеми, нема слух како ние треба да излеземе пред тие граѓани, а ние барате ние да го поддржиме овај буџет. До кога вака? До кога вака со вакво насилно однесување, со вакво неприфаќање на нашите аргументирани предлози, аргументирани амандмани? Не зборуваме за нешто апстрактно, зборуваме за нешто конкретно кое што е дел од секојдневното живење на овие граѓани. Во Ростуше имате направено спортска сала која што треба да се гледа. Ворете и спортската сала, потребна е, но многу попотребно е да се изгради, да се реконструира системот за водоснабдување во тоа населено место. Многу попотребно е. Овде имаме еден куп доктори кои што се пратеници, кои што седат во овие пратенички клупи и точно и во власта. Зашто тие не станат и не кажат дека ова не е во ред, дека ова е канцерогено, дека треба да се прифати и дека треба да се реализира. А амандман прифатен за 2013 година не реализиран. Мислам дека навистина нема смисла сето ова и сите овие препукувања што се случуваат, затоа што ако сака Македонија да оди напред, ако сака, мислам дека и заменикот министер, мислам дека министерот уште повеќе, мислам дека и тимот околу нив знаат дека без инвестиции во инфраструктурата, без сериозни инвестиции во инфраструктурата, колку и да сакаат да прават економска промоција на Република Македонија, тешко може да дојдат странски инвеститори. Ако ги споредиме странските инвестиции во Република Македонија и во околните држави, кои што се беа многу поназад годините наназад, а сега се многу понапред од нас и во делот на инвестирањето, и во делот на преговорите, и во делот на приближувањето на законските регулативи кон европското семејство, мислам дека навистина треба да се замислиме каде сме, што правиме и што треба да направиме во иднина. Ми е жал што министерот Ставлевски не е тука. Мислам дека тој што е најодговорен, секоја чест и за заменикот, меѓутоа тој е најодговорен за ова економска политика, за ова финансова политика за владата на Република Македонија и тој го знае ова и тој требаше да одговори дали ова е она што треба да биде. Дали на ваков начин треба Република Македонија да се однесува кон она што значи иднина на граѓаните и на нашите деца. Ако Република Македонија сака да оди напред, мора да инвестира на вистина многу повеќе, ама реално, а не само на хартија, и дури и тоа што е напишано сега тука, голем дел од тоа не се реализира. Нити се реализираше минатата година, нити се реализирало предходните години, нити веројатно ќе се реализира оваа година. Ама така нема да одиме напред. Така нема да одиме напред. Треба да се почитуваат потребите на сите граѓани, ама треба да се почитува иднината на оваа држава.
Ако сакаме да ја градиме државата, треба да одиме во тој правец. Ако сакаме само партијата да ја зајакнеме, правете што сакате, меѓутоа тоа нема да биде добро ни за Република Македонија, ни за иднината на оваа држава.